Добра вечер и добро дојдовте на ТВ каналот Откритија Discoveries против неправдите во сите области, откритија решенија, која се емитува секој четврток во 20 часот. Денес е четврток 20 април 2023 година. Во живо, антимакедонскиот систем со криминал извршителите во него. Нашите институции се претворени во наши джелати, здравство, образование, судство, градежништво, стопанство, кои се преобликуваат и реформираат со крајна цел за да не уништат. И како такви и тие самите се веќе уништени. Ние немаме иднина во антимакедонскиот систем. Да го поразиме, да го поразиме и погазиме за навек. На ТВ каналот Откритија Discoveries со мене Силвана Павловска, водител од Австралија, и Ана Бобинкова-Мијаковска од Скопје, Македонија, на првиот истражувачко-творечки генетички продлабочен ТВ канал продукција Откритија Discoveries Надеж за иднината. Оваа програма исто така можете да ја следите покрај YouTube, на Telegram, на BitChute, на Rumble, и можете да се обратите директно по имейл на адреса откритијадiscoveries@gmail.com. Исто така и на Telegram сме присутни. Прв истражувачко-творечки генетички продлабочен интернет ТВ канал продукција Откритија Discoveries Надеж за иднината. Вечерва имаме неколку теми за кои што ќе зборуваме. Најпрвин би сакале вниманието да го обрнеме на актуелна вест, сушност низа објави во јавноста последните неколку денови за што и какви реформи се подготвуваат во основното образование, односно промена на предметите, укинување и соединување на неколку предмети во еден предмет. Што се случува всушност во образованието? Колку е образованието важно во едно општество како што е македонското општество? Пред неколку часа имавме прилика да следиме програмата За или против, чиј водител Елена Марковска-Цветановска разговараше со Драгана Спасевска и со професор доктор Весна Јаневска баш околу овие прашања. На вас ви е позната Драгана Спасевска, бидејќи таа е застапник на граѓанската иницијатива, учебници и настава мора да има, додека професор доктор Весна Јаневска е председател на Комисијата за образование и наука на ВМРО ДПМН. Пред да ги слушнеме нивните зборови од програмата на ТВ Алфа каналот, би сакала на вас да ви посакам добра вечер. Добра вечер, драга Силвана, добра вечер, македонци во целиот свет. И се надевам дека со секој нов измена ден ние ќе имаме многу повеќе отворен пат на нашиот македонски пат пред нас, да ги правиме чекорите што ни се потребни нам и да го спречиме она што ни го наметнуваат и не присилуваат од многу страни и фактори, да го правиме што е едноставно наше одништување. Да. Би било. Да, Ана, благодариме. Ана, дали преку образованието се брише историјата на македонскиот јазик, со интегрирањето на повеќе предмети во еден се руши и исто така историјата, тоест самото образование е погодено
со соединување на предмети, посебно предмети како историјата, кои што не се вклучени во наставната програма. А тоа беше прашање поставено од Елена Марковска-Цветановска и да проследиме да видиме што вели еден од соговорниците. Јас верувам дека наставна програма за историја и општество ќе излезе малку подоцна, но ова што ја нема во моментот на веб страната на Бирото за развој на образованието укажува на тоа дека раководството, владата и тие што ги поставуваат за директори немаат никаков сенс за она што се случува во народот, кај наставниците, кај родителите. Зошто доцнат со програмата, тие треба да кажат, но можеле да почекаат и целосно да ги објават програмите за сите предмети. Зошто доцнат можеме да предпоставиме. Нормално, затоа што историјата е проблем. Тие се обидоа да ја укинат историјата, но после силни реакции на стручната фела, на наставниците, на активистите, на родителите, ја вратија историјата во еден предмет историја и општество, што е добро и фала му на Господа, децата ќе имаат можност да го изучуваат тој предмет. Од историјата е исклучително важен предмет, иако можеби меѓу младите и не владее такво мислење. Преку историјата се учат причинско-проследичните односи за настаните, се учат причините за настаните, се одвојуваат одредени позитивни и негативни личности, се покажуваат примери на позитивно и на негативно. Се изучуваат историски херои, се гради идентитет и се гради чувство на патриотизам. Но и најважно, не за џабе е речено дека историјата е учителка на животот. Од историските елементи ние можеме да извлечеме поуки за она што го живееме и за она што ни следи во иднината. Да се осврнеме на некакви одлуки, да видиме зошто настануваат конфликти, да видиме како се решаваат тие конфликти и така натаму и така натаму. Предпоставка е меѓу сите нас кои не сме во групата која создава програмата, дека да, има проблеми во однос на историските програми, особено затоа што сите знаеме дека ние имаме проблем со нашиот сосед. Како беше? Тој беше источен или западен во последниот учебник? Да, нели, да, наставничката не знае, со Република Бугарија. Да. Во врска со историските настани, во врска со идентитетот, во врска со редактирање на јазикот. учебниците и така. Да, комисијата рече дека заеднички ќе ги разгледувала учебниците. Јас пак одговорив на тоа, јас мислев дека Бирото за образование ја прави програмата, не историската политичка комисија меѓу две држави и така натаму. Сметам дека тука може да има сериозни проблеми, иако во предходните учебници по историја во 6-то оделение не станува збор за големи делови за национална историја. Се учи праисторија, настанок на цивилизации, настанок на држави и така натаму. Но како и да е, тие мора да излезат и да ги смират луѓето и да им кажат: стрпете се, почекајте, имаме или немаме проблем, доцниме заради ова или заради она, историја ќе има. Ете, слушнавме дел од она што го кажа професор доктор Весна Јаневска во врска со системот на образование. Исто така, подоцна во емисијата имавме и излагање од Драгана, да ја проследиме Драгана, да видиме што рече таја. Ќе се вратиме подоцна на тоа нешто. Моментално не сме во состојание.
Да. Тоа, сега уште еднаш ќе се обидиме да го вклучиме тој другиот дел што е каде што Драгана зборува за учебниците. Тој дел. Да. Значи, ние имаме многу големи проблеми кои што не се јавно познати, значи тие си страдат, децата страдат, ние молчиме, а не треба да молчиме. Концепцијата треба веднаш да се запре. Да се стави адакта на концепцијата, затоа што ќе имаме многу големи проблеми, не само учениците, туку и стручната фела ќе се соочи со голем проблем. Мислам дека од септември наставниците ќе војуваат кој ќе си го задржи работното место. Толку трули моменти во целиот овој систем. Мене ме интересира, велите родителите се загрижени, вие сте активист, водите една група на социјалните мрежи на Facebook која што и како има членови, и како има реакции. Денеска ја отворив, прочитав и видов дека на вистина има осуди и остри реакции од родителите. Меѓутоа се сведува на тоа, коментари на социјалните мрежи кои што па како да не допираат до надлежните. Кој е концептот, што би правеле вие? Како да допрете до министерот, да ве слушне и да се, не знам, да се организира една јавна дебата која што ја бараат, впрочем, и професорите? Ние лани побаравме од министерот да имаме работно тело во МОН, родителска група, да биде работно тело во Министерството за образование и наука, за да бидеме директно вклучени во сите измени што ги носат. Да дадеме и ние некој предлог. Министерот ни каже до знаење дека не сака да бидеме како здружение таму, мада има здруженија кои имаат меморандум за соработка со МОН и со БРО. Добро, рековме во ред, прифаќаме така, ќе избереме по двајца представници од секој град, на локално ниво согласени ќе се бират и да учествуваме во, да бидеме како работна група во МОН. Начелно остана тоа да имаме наредна средба за да го дефинираме тоа тело и да имаме заедничка соработка. Што се случи? Кои притисоци ги имаше министерот? Кои притисоци ние предпоставуваме, но само тој знае, повеќе никогаш не добивме пристапност до него. Ние пуштаме барања, пуштаме представки. Уште ново истражување од училиштата направивме колку се нема учебници. А замислете, пред да направат концепцијата, 75% од интервјуираните наставници сметат дека учебниците и наставните материјали се најприоритетна сфера на реформирање. И замислете, ние ги немаме. Сите јавно истакнале дека тоа е најголемиот проблем, а ние ги немаме. И за жал што оваа концепција, мислам дека требаше да биде пробен балон, а не да го фати целото образование и да се уништат сите генерации. Тоа беше излагањето на Драгана Спасевска на програмата За или против на ТВ каналот Алфа, која што се емитуваше пред неколку часа. Секој ден може да следи таа во целост, трае некаде околу 1 час и 5-6 минути. Работите се од лоши по лоши, што се однесува на образованието, како што слушаме. Ана, како ги гледате вие работите како академик, со долгогодишно искуство? Зошто се гледа кои се проблемите и се гледа дека народот е против тие нешта, реформите што сака владата да ги воведи, меѓутоа изгледа оние кои што се задолжени за таа работа како министерот за култура и наука воопшто не сака да слушни, не сака состаноци и не го зема во обзир мислењето на народот. Што се случува тука? Точно така, само би изразила благодарност и еден комплимент до вас, Силвана, на убаво избраните делови, како прилози што ги прикажавте од овие изјави на тие гости во емисијата.
И ова последно ваше прашање, кое што всушност го дава и одговорот, тоа е дека проблемот не е во иницијативите, нели кои што ги превземаат народот, субјектите, кога некој право или нешто неправилност, нели кое што ќе се констатира и се крши некое право или сам се прави упат во овој случај во образовниот систем, ќе се нели тоа во една приставка внесе и ќе се до надлежните институции кои потоа треба нели по тоа да и се обврзани надлежни се институции да постапуваат. Значи во тоа е проблемот, што и е цел нели на вака поставената тема, значи проблематиката да ја опфатиме на самиот систем кој што едноставно ја злоупотребува и науката, и државата, и институциите на државата, кој што се храни, нели, како еден, да не кажам, ѕвер, тоа од сите нас, значи од се што постои во општеството и државата, но за потреби кои што се едноставно надвор од онаа страна на прифатливото, во смисла и на хуманоста и на човечното, уште повеќе на она што треба да представува едно образование во општеството. И значи тука е најголемиот проблем и самите соговорнички го на некој начин го покажуваат ни своите видувања и своите прашања. Значи првата соговорничка тоа го третираше на еден, да речеме, пратенички или политички начин, па и партиски, согласно позицијата која што ја има и во партијата, и во парламентот, и во таа комисија. Меѓутоа, гледаме дека така не се решава. Значи, повторно ние имаме проблем кој што ни таму, од самата таа комисија наменска за образование во парламентот, во собранието, што има многу ингеренции, нели нешто да постави, да спречи, да оспори. Значи, проблемот тие таму едноставно не може да го ниту начинат во решавањето и сега го поставуваат нели пред јавноста што да се прави, бидејќи нели таму не се решава во парламентот, во министерствата што е втората нели извршната власт, повторно одговорот е секогаш негативен или нема одговор. И значи имаме ние една криза општа, значи на целата таа парламентарна демократија сме го кажували и предходно, и на самиот систем во државата, кој што е нели длабоко криминален, корумпиран, кој што е поставен едноставно за да ги на некој начин уништи сите создадени институции, што гледаме дека се случува, и тоа ние и во нели нашата најава, точно образованието, бидејќи прво го фативме, да се уништи, а со самото тоа се уништуваат субјектите на тој образовен процес, а тоа се, значи, најмладите, прво почнувајќи од нив, и понатаму во нивото целосно изградување или начинот на кој што тие треба да израснат во едни одговорни личности кои што ќе ја носат нели ова општество, ова држава кој што треба да го развиваат. Значи тука е проблемот за кој што гледаме дека, а тоа треба да ни ги отвори очите, не само во ова сфера, потоа ќе кажеме и за другите области. На самиот народ, значи граѓаните,
кој што треба на поинаков начин веќе ние тоа сето да го поставуваме. Значи на другата основа, бидејќи еве гледаме особено со ова власт која што се огреши против и антинародна и антимакедонска, 6-та година, значи се повеќе се продлабочуваат проблемите, од проблем во проблем, и се раѓаат нови проблематични прашања кои што тие ги создаваат. Значи, оваа власт и системот ги креира, а не за да ги реши. И, значи, со нив, што и да се прати, каква и представка, дали меморандум за соработка, еве кажа почитуваната Драгана Спасевска дека немаат одговор, односно не прифаќаат нивното иницијатива, односно сега веќе регистрирано здружение кој што се обраќа до овие надлежни институции да бидат или да учествуваат во креирањето, дали на програмите, дали на самите тие спорни прашања кога нели треба да се решаваат околу образованието. Значи тие си имаат свои соработници кои што нели работат за остварување на како тие ќе го постават и креираат сето ова што всушност и го спроведуваат и го извршуваат. И од страна, значи не сме никој друг да биде таму, да влезе, односно и не би требало, затоа што со самото тоа би бил и соучесник, бидејќи никогаш нема се прифати нивното мислење, затоа и подобро е што воопшто и не може да биде таму, и тоа треба да се прави значи со една нова свежа сила, значи која што ќе биде представник точно на суверенот, на македонскиот народ и на сите кои што живееме како лојални граѓани во оваа држава, за да може нешто да промениме. Значи, ова е точно пример и се кажа дека не се постигнува. Значи, не може, затоа што во самиот тој корумпиран длабоко криминален систем нема можности, значи, нема механизми за да се пробие тоа што тие го прават со тоа што сите институции, сите вработени едноставно се присилени да се вклопат во нивната концепција или агенда, програма која што ја наметнуваат, а нема никакво оправдување. Исто за мене е исто така многу индикативно ова што го кажа професорката, дека не е на комисијата да одлучува, туку на Биро за образование кој пример ќе се учи. Па како можеме ние сега дури на тој начин да размислуваме? Значи, постои еве и група студии историја на нашиот универзитет и не само на УКЕМ, постои и на другите универзитети низ државата. Постои една наука, општествена историја, што се вика. Значи, не може ниту едно биро за образование да одлучува дали ќе има историја и дали ќе нема. Прво, тоа е симптоматично, на тој начин не може да се размислува, особено некако пратеник на една, односно најголемата опозицијска партија во парламентот. И второ, она што го кажа, исто за мене е исто така симптоматично, во смисла како политичарите и пратениците го разбираат, односно како се поставуваат во однос на народот, чии што представници, односно министрите слуги се. Значи, вели, кажете им, смирете го народот, историја ќе има. Меѓутоа, не е работата народот да се смири, туку да се прави она што треба да се прави, да се има доверба, а не да се смири на месец, 2, 3, како што беше со многу такви процеси и постапки што да преку собранието нели и владата, како што беше нели за пописот, кога имаше едни непринципиелни одложувања 6 месеци, за да го имаме истиот резултат, само
да се даде време на заверот, така да кажам, да напредува во се против народот, ајде во ова смисла метафорички, против јагнињата или така натаму, за да напосле биде уште поголем тој крволочен плен видлив, како Дирот успеал да го совлада народот или јагнето. Значи, ова е навистина симптоматично и затоа многу добро се избрани, затоа што самото тоа укажува дека овдека, баш како што рече водителката, овој true систем, значи ги произведува овие работи. А сите кои што се дел од него се на некој начин и соучесници. Тоа народот го спорува и од тука треба ние да тргнеме на тоа како треба. Ана, јас се согласувам потполно со коментарот ваш околу излагањето на професорката доктор Весна Јаневска, дека народот треба да се смири. Некако зачудувачки тој коментар јас го сватив, затоа што народот како да народот направил некаква грешка и треба да се смири народот. Не. Или да не се вознемирува, јас така го сватив, да му дадеш малку, да го смириш, да не се вознемирува, за да полесно, го поднесе сето тоа, за да не се бунтува, да не се револтира и така натаму. Меѓутоа, тоа е, како да речеме, тоа е нешто што не отклонува причината. Точно така, тоа ми беше изборот, бидејќи нема потреба, мислам, можеби, не знам дали би рекла дали е достојно или не од едно лице такво да се обраќа на тој начин кон народот. Народот си има своje мислење и кога е гневен за ова прашање, затоа што се работи за децата и за реформи кои што се воопшто неприфатливи, не може да се дава мислење дали со цел да се ублажи состојбата или не. Меѓутоа, со обзир на тоа дека таа беше представена како председател на Комисијата за образование и наука при партијата ВМРО-ДПМН, која што е во опозиција, тогаш можеме да ја разбереме позадината за сето тоа. Во емисијата исто така имавме прилика да ја слушнеме Драгана Спасевска, која што ни кажа дека испратиле писмо, барање до министерот, тоест до Министерството за образование и наука и до кабинетот на министерот, и исто така таа го покажа за јавноста тоа барање, а и истото беше дадено на социјалните мрежи, именно на Facebook, во целост, самото писмо од 3 страници всушност. Јас само сакам да обрнеме внимание, писмото го напишале на 13 април оваа година и се обраќаат, како што спомнав, до министерот и министерството, и велат: почитувани, побарање, мислења и предлози на родители од иницијативата Учебници и настава мора да има и асоциацијата Libris Plus, ги донесовме следните барања до вас. И имаат неколку барања, во тие барања ги цитираат членовите од Законот за образование. Воглавно тие бараат терминот или поимот род во наводници да се отстрани од сите членови на Законот за основно образование, бидејќи веќе постои пол, нели пол, кој пол е лицето која е карактеристика на секој поединец уште при самото раѓање и стои во сите документи за лична идентификација. Бараме да остане само терминот пол, бидејќи терминот род е противуставен, велат тие. Исто така други референци во врска со тоа родов идентитет и тоа бараат да се отстрани и објаснуваат што значи тоа
род и пол, и дека е неуставно, бараат во член 48 број 4 да се изврши промена на истиот, бидејќи во истиот член се вели дека училиштето се грижи за сексуалното и репродуктивното здравје на учениците преку обезбедување информации базирани на научни сознанија, човекови права, родова еднаквост и промовирање на почитување на различностите. Тоа е во наводници тоа, нели? Тие бара да се изврши промена на тој член, велат на основа на забелешките погоре, инсистираме да се промени терминот родова еднаквост со полова рамноправност, бидејќи единствено полот е базиран на научни сознанија, а не родот. И во нивниот заклучок велат дека родовата компонента е само најавена во новиот предлог закон за родова еднаквост и новиот предлог закон за матична евиденција. Со оглед на многуте реакции на народот по овие високо осетливи теми, најавени трибини, дебати и пошироки јавни расправи, неизвестно е дали родовата компонента воопшто ќе биде усвоена во новите закони. Сите граѓански статистики покажуваат дека мнозинството народ не ги прифаќа неуставните идеолошки термини род и родов идентитет, па затоа сметаме дека нашето Министерство за образование и наука не би требало да избрзува со воведување на истите и да се држи до тековните закони и устав кои се уште се во сила. И тие повторно велат дека стоиме на располагање за средба со вас, како и за јавни дебати и дискусии за овие барања кои ги имаме. Очекуваме одговор од ваша страна, од Драгана Спасевска. Барањето. Гледаме дека тие иницијативата е мощне активна, испраќаат писма, се нудат за разговори, меѓутоа, како што спомнате и вие пред малку, наидуваат на зид пред нив, нели? Дури не им одговор. Да, така е. Што е навистина застрашувачко. Да, и од друга страна, уште побрзо нели се турка да се направат промените, без оглед што немаат никаква оправданост, дека тоа е противно и на науката и на многу научни, да речеме, издржани мислења и студии, и онака како што е тоа дефинирано, нели, воопшто во таа наука што треба да биде темелна на сите човекови унапредувања, приближувања кон она што е, какво е и вистината, нели, за нашиот обстој, за како род, како вид во светот во кој живееме. Представката каква што е, нели, од ова здружение во оваа ситуација е она што можело најмногу да се направи, дури на начин на кој што, нели, како што се воведени според тие, нели, идеолошки родов идентитет или родова еднаквост, како што тие ги толкуваат, нели, ги застапуваат. На тој начин и барањето е прилагодено, нели, воопшто да не стои поимот род. Од друга страна, во изворната, во насуштествена, правилна употреба на тој термин, род, значи точно се знае на што треба да се однесува и ако станува збор во релација со поединец, односно со човек од женски и машки род, се знае на што се мисли, така што не е контрадикторна употребата на тој поим. Меѓутоа, нели, на некој начин, за да се спасиме од насилното наметнување на таа родова идеологија и таа терминологија, преку која треба да влезе, нели, на отворена врата, да влезат сите тие настраности, добро е што во оваа иницијатива, оваа приставка, стои тоа, да се избегне употребата на родот
за да можеш да се заштитиш. Мислам, тоа е стварно во овој момент, значи, покажува како народот треба да биде инвентивен, значи, да смисли начин како, нели, да парира на сите овие небулози, значи, овие што се пласираат, сите недозволености, за да може да се спаси, што тоа, кога ќе го ставиме, нели, на едно сериозно, значи, ниво, на ниво на држава, на национален интерес и така натаму, е исто така проблематично, затоа што не треба така да се делува. И треба да се делува на еден начин на кој што нема вакво нешто, значи, што е проблематично само по себе, не засновано на ништо, да диктира или да усмерува на кој начин народот самиот, од што нема каде да оди, ќе изнајде мудуси за да се заштити, значи, од тие насилија кои што му се спремаат. Рековме дека е сериозно воведувањето на таа родова идеологија во училиштата, бидејќи непосредно понатаму задира во уништувањето, односно во, како да кажем, осакатувањето на поединецот, ако таа родова идеологија детето, значи, од мали години, на некој начин ја имплементира, понатаму да може да се направи штета, која што, зарековме, неповратни се тие. Значи, оперативни зафати, менување на родот, на полот во овој смисл, меѓутоа кои што немаат никаква оправданост, никаква издржаност, особено ненаучна, и дека тоа треба, рековме дека е кривично дело и треба да се санкционира. Значи, ние сме, како се вели, во тој круг обрач на тоа криминално, геноцидно и од сета таа сфера, значи, делување, што е нечовечно. Значи, тоа е зверско во смисла да биде нешто како антипод на човечноста, иако и самите зверови, значи, по природата, нели, се такви животните, меѓутоа и кај нив има докаде, нели, се оди во однесувањето кон сопствениот, како да речеме, вид и така натаму, така што ова е навистина монструозно и поентата е дека не можеме само со овие демократски, што се најдобри средства, меѓутоа со тие средства тие ги злоупотребуваат. Значи, воопшто самите не ги почитуваат овие демократски начини, туку напротив, тие спроведуваат, значи, еден терор, еден тоа геноцид, значи, отворено, и тоа преку политиката, преку највисоката државна официјална сега што се тера, и тоа мора да се раскине, што велиме, нели, да се едноставно да му се стави крај. Значи, невозможно е да продолжат овие процеси, затоа што не се со намера, нели, за унапредување или да имаме соработка, туку се спротивставени, значи, две темна и светла страна, помеѓу која што се води војна, само што е под превазот на демократијата, а таму има извршители што немаат, значи, ни чувство, па и колку и пари да се во прашање или интереси, значи, човечкото чувство едноставно ќе пресуди докаде може да оди ова на тие кои што седат во институциите и го спроведуваат. Значи, тие се веќе од онаа страна на човечното и тие треба да одговарат и да се санкционира. Нема друг одговор. Да, ќе споделам една вест со вас, вест од овде од Австралија, Мелбурн, поточно. Досега се регистрирани 2 случаи, каде што планирани биле представи од лица
наречени drag queen, нели, оние што се куваат, Да. да, и кои што се дел од таа ЛГТБ и така натаму, нели, идеологија, организирале представи во некои центри за образование, училишта, за деца, малолетни деца. Штом разбрале родителите? Последниот случај беше пред неколку дена, овде во Мелбурн. Чим разбрале родителите, веднаш се организирале. По телефон се јавувале до центарот и директорот на центарот, велејќи дека тоа воопшто не е прифатливо, да трансдженда лице им дава представа на малите деца. Телефонски се јавувале, писма пишувале, наводно тој директорот на центарот се загрижил толку многу, велеше дека дека дури родителите претеле. И морал да го прекини тој планот што го имал за представа на тие трансдженда drag queen, така наречени, мажи облечени во жени, и да проповедаат идеологија што е на овие, нели, што се актуелни во светот насекаде. Така да дадоа отпор родителите и ставија крај на нешто што веројатно ќе беше воопшто невкусно, а и лошо за образованието и за добробитта на благосостојбата на децата. Така да нека се охрабрат нашите, нека пратат повеќе што всушност децата учат на училиште, што се организира, да бидат активни во сето тоа, и ако приметат дека нешто не е во ред, можат самите, не само преку Драгана Спасевска и други начини каде што можат да се пожелат, туку има начини на кои што можат да се справуваат и не треба да се плашат, затоа што се работи за децата нивни, за нивното образование, за идните генерации наши луѓе. Имаме исто овдека една статија која што сакаме да ја спомнеме. Таа статија излезе пред некој ден во Нова Македонија. Се работи за обраќањето на митрополит Повардарски Агатангел, кој што тој лично го изрази неговото мислење околу законот за родова еднаквост, и во насловот на статијата владиката Агатангел вели: законот за родова еднаквост демонска операција врз душата на човекот, семејството и народот. И во неговата статија јас се обидов да извадам некои клучни работи за кои што тој зборува, меѓу кои вели: овде, скриено од очите на јавноста, се прават обиди да биде преструктурирана не само перцепцијата за светот и човештвото, туку и сето она што е од Бога дадено како природен закон. Вели тој, она што од почетокот, од самото Божјо создавање утврдено и благословено, сега треба да се поништи и повторно да се пресоздаде. Мажите не се повеќе мажи, жените не се повеќе жени, а родот и полот не се природна зададеност, туку се лично и субјективно сознание. Малку иронично, но на крајот ќе излезе дека кумот е најголемиот злосторник, бидејќи без дозвола на крштевката избира машко или женско име, со што трајно го определува родовиот идентитет. Комично, но лудоста секогаш на крајот завршува во безсмислата, вели Агатангел. Овие луѓе, водејќи се од своите месијански заблуди, изгледа не се ни свесни во каков експеримент ни го втурнуваат општеството. Потоа тој продолжува:
Подоле, работата е сериозна, вели Агатангел. Овде воопшто не станува збор за некакви човекови права, туку за отвореност, противставување и на Бога и на природата. Нека не замајуваат со некакви феминистички идеали, со некакви исправања неправди од минатото. Овде намерата е се да биде помешано и општеството да се доведе во хаос, а налудничавоста и настраноста да ја победат нормалноста. Законот за родова еднаквост е нова фарисејштина и ништо друго, вели Агатангел. Тој во својата суштина е длабоко лицемерство, кое во име на слободата на секаде ги поседува никулците на смртта и непостоењето. Покрај сите шокантни настраности со кои е наполнет овој закон, најмонструозна е одредбата дека дури и малолетници ќе имаат право непречено да си го определат полот. Не просто да си го сменат, туку да си го определат. И уште две други нешта, со ваков човечки распад досега не сме се сретнале, вели Агатангел. Оние што треба да одлучуваат и да гласаат за овој закон, нека си се прашаат: ќе му одобрам ли на своето дете самото да појде во полиција и да си го промени изводот? И на крајот, но нам добро ни е познато дека целта на овие демонски операции е да се земе душата на народот, да се завладее и манипулира со неговата свест. Црквата е совест на македонскиот народ и нема страв од никого, освен од Бога. Нашиот темел во изминатите 2000 години се спасоносните евангелиски начела и добро проверените духовни примери на светите отци. Нас, христијаните, ништо не може да не изненади. Ние сме подготвени на се, вели митрополит Повардарски Агатангел за Нова Македонија од 5. април оваа година во врска со законот за родова еднаквост. Значи, отпорот е од сите страни. И ќе биде потребно и неопходно да се порази и погази ова што се случува. Така е. Може би ние сме во сега во ова време, во сегашноста во која живееме, ете во овој период, исправени пред тоа да, иако треба тоа да е на ниво на целото општество и држава и народот да се промени колективно, да имаме успех, значи на тој начин да се поставиме сите. Меѓутоа во овој период секако дека и секогаш, не само сега, меѓутоа сега е многу повидливо дека секој на индивидуален начин исто така превзема или помала група или некоја здружение, субјект или политички, превзема иницијативи на кои што се позитивни во оваа насока, за да оспори нешто, бидејќи со толкова брзина и со таква насилие и притисок се случуваат овие недозволени упади и промени, што мора да се делува, значи, ургентно. Така што и секој од нас лично и како поединец и како родител и граѓанин во било која позиција, во било која област или проблем, прашање кое што се соочува на овој начин, може да делува. Значи, имаме начин на кој што можеме да оспоруваме или да се бориме и така натаму, сепак да се поврзуваме едни со други, за да можеме што побрзо да го на некој начин оспориме и спречуваме таквото нивно напредување. Меѓутоа, секогаш и сега најмногу ни е потребно организирање. Значи, организиран начин
на кој што не ќе се делува само спрема овие негативни појави, туку ќе се третира оној потребен пат, начин на кој што ние го сакаме и ќе вложуваме во нашиот развој во иднината, односно во сегашноста, насочени кон тоа да имаме се она кое што овој систем, овој начин геноциден го промовира, значи не го нуди, не го овозможува тоа. Не може после уништување да имаш развој. Значи, тоа е противречно едно со друго и на тој начин многу сериозно, многу посветено и едноставно нема нешто кое што не ни е јасно и сега да гледаме, да чекаме што ќе се случи. Не може. Треба да спречуваме, да не овозможуваме ова да се случува и ние да ја фрлиме топката во, како да кажеме, да ја вратиме топката и притисокот ние да го правиме. Затоа што со сите Божји природни законитости, правила, ние го имаме тоа право да се заштитиме од овие кои што се отпад, значи еден слој кој што е навистина нездрав. Значи, тоа не е нормално и тоа треба едноставно да биде ставено во рамки онаму каде што припаѓа и начин на кој што ќе се постапува со таквите. Значи, тоа е борбата на доброто и злото, иако сега, нели, сето тоа се релативизира и се прават привиди под превес на нешто, нели, да помине нешто најлошо и најмонструозно. Да. Не може со други зборови да се опиши, тоа е така како што рековте, спомнавте, и тоа е вистина, и тоа е сегашноста и потребен е огромен отпор од родителите, од самите ученици, од наставниците, од професорите, од оние кои што зеле некакво учество во создавање или пишување на учебници и така натаму. Така да сега е времето, не утре или задутре, не, сега е тоа време. Мора да се превземат мерки, сакале или не сакале. На англиски го велиме ние тоа, we have to deal with it. Now is the time. Okay? Утре кој знае што друго ќе се случи. Ако сега не ги превземеме мерките, нели може и уште полошо. Многу полошо. Најнапред тоа и секој поединец одлучува. Значи одлучува докаде нешто нели смее, докаде веќе тоа едноставно не смее. Така беше и со тие нели задолжителни вакцинации на самите деца против тие нели што треба ги примат вакцини кои што се покажа против проблематични. Исто беше за ковидот, ги условуваа вработените дека мора да се вакцинираат, ако не нели не е безбедно или пак ќе ги отпуштат. А сега се виде дека тоа е штетно, никој не сноси одговорност. Значи, каде се тие, кои се тие одлуки што се донесуваат, па и закони на тој начин базирани, засновани, каде што човекот едноставно мора да се спротистави, затоа што најбезбеден треба да биде. Тоа е прво и основно во секој закон, значи најнапред. И во се, прво да бидеш безбеден, сигурен, значи да не го загрозуваш собственото здравје, значи својата безбедност, па потоа се друго, а ова е обратно и затоа ова едноставно не може, не смееме да го дозволиме. И во училиштата тоа е прво. Значи прво е безбедноста, здравјето на децата, сигурноста нивна од сите аспекти. А потоа, нели, дали во тоа училиште тоа треба да, нели, да поднесува нешто вакво,
а потоа е нели образованието, материјата што ја учи во смисла нели да го добие потребното образование, меѓутоа со на овој начин, значи самото образование нема својата функција, затоа што е против оние деца кои што треба таму да бидат, значи по неколку часа дневно и со години, да го оставиш на немилост, на нешто што го уништува, тоа никој родител не сме да го дозволи, ако треба, како што рековме на минатиот пат, како што велат, доколку приметите во училиште нешто такво, тргајте го детето. Дали на одредено време, дали воопшто, значи не може тоа, никој родител не сме да го дозволи. Не И сме тука ние. што се почнува, значи не ти треба за тоа ни дозвола, ни сертификат, ни не знам што. Значи тоа е по самата природа и родителство едноставно е приоритет и не може на тоа никој друг да делува. Не би сакале да останеме во историјата како родители кои што не превзедовме мерки на време. Така да до нас е, одговорни сме, ние живееме за нашите деца. Целиот наш живот се врти околу нашите деца. И нашата одговорност кон нив е огромна. Така да мораме да работиме и да действуваме за нивното добро. И ако е потребно да излезете на протести, сторете го тоа. Сторете го тоа. Одете на протести. Се работи овде за нашата екзистенција. Речено, мислам, гледајќи општо, се работи за екзистенцијата на нашиот народ, за нашите деца, за се друго. Можеме сега да се осврниме на судството, имаме нешто да кажеме за судството или за другите, како што ги рековме, нашите институции се претворени во наши джелати. Во почетокот на емисијата, судството, докаде се работите со судството? Па докаде се? Истото се случува во судството, каде што се повеќе и повеќе се напредува во неправдата, во криминалот и корупцијата. Значи, тие се загазени длабоко и не е ова само неодредено, да речеме паушално кажување кога зборуваме за спреги, значи, кои што постојат, и тоа големи, значи длабоки спреги, и многу поголеми и поцврсти од што обичниот човек може да си предпостави, затоа што навистина е така, значи ова што ќе го кажеме од лично искуство, кое што го имаме и тоа најсвежо од вчерашниот ден, значи едно, како да речеме, решение или одлука на председател на Основен суд Скопје 2, каде што самото тоа укажува, значи што велиме ние, оној модел кој што Друженијето Природба уште пред 10 години го воспостави и сега нели на тој начин кога ги водиме овие наши циклус емисии за борба против корупцијата и неправдите нели на сите во сите области, беше дека евидентноста дека постои таква коруптивност, злоупотреба на службената должност, па секако и криминал и така натаму, е евидентно од самите акти, значи од самите присуди, што ги добиваме од надлежните институции, во овој случај од судот, да речеме, или може од обвинителство. Значи самите тие одлуката која што е содржана во нив укажува на тоа дали тој што е донел одлуката или начинот на кој што нели се поврзува или одобрува нешто, не одобрува, е корумпиран и дали е во спрега. Значи нам ни е тоа ни е нам доказ и ние тоа и го правиме цело време. Еве и сега, значи еден пример ќе кажам само на кратко, бидејќи за ова ние спремаме обраќање до сите надлежни институции, не само обраќање, туку и делување во оваа насока во која велиме,
нели, да се едноставно делува против неправдите, меѓутоа и против самиот систем кој што ги генерира тие, ги овозможува тие неправди. Значи со умисла, со спреги, кои што се длабоко коруптивни и криминални. Значи тоа е во сите области. И сега прекусуството е најиндикативно и можеме пластично да го објасниме затоа што па и сите спорови се водат најчесто преку судовите. Еве Да. обвинителството. Меѓутоа судовите се таа судска власт што носи одлуки, нели, со кои што заштитуваш или ти се одзема некој твој интерес или право. Значи тие имаат извршноста врз нас, да речеме, сите што сме учесниците, да речеме, во тие постапки. И сега, најсвежо, значи вчера, во една постапка во судот, кој што се води како предмет за нарушено владение. Значи, побаравме, тужителот во таа постапка побара изземање на судијата. Според член 64 од Закон за парнична постапка, каде што се наведени ставови, нели, по кој основ може и на кој начин да се бара изземање на таа судица. Иземање значи? Изземање според Закон за парнична постапка значи дека странките во тој спор, например, дали едната или другата, во овој случај тужителот бара изземање, може да бара и тужениот. Да. Дека имаат забелешки, значи, на работата на судијата, а во тој член, нели, што го спомнав, 64, мислам дека беше, точно ќе го опфатиме таа проблематика во некоја следна емисија комплетно. Значи е предвидено, меѓу другите основи, да биде и поради тоа што не го исполнува начелото на непристрасност. Значи, ако е пристрасна во однос на една страна, значи самото тоа, тој став во тој член, и ако е исполнет, нели, може да бараш изземање. И сега ние го се повикува, нели, тужителот во барањето за изземање на тој основ, меѓутоа, нели, подкрепено е тоа барање, имаше некаде 10, мислам, или така, точки во кои што се образложува во кој случај во целата постапка што ја води судијава, значи таа постапува и незаконито, и со злоупотреба на службена должност, пристрасна кон другата тужената страна, како нивен адвокат да е, значи одлуките што ги носи не се врз основа на фактичката утврдена состојба, туку врз основа на наводи што на записник на рочиште ги кажува тужениот или полномошникот, и таа ги прифаќа и ги дава во изреката, нели, во самата пресуда. Значи, и сега тоа убаво образложено е се, значи, изземање на судија или судија поротник, секогаш тоа барање се доставува, така е според закон, до председателот на тој суд. И во овој случај така е, нели, поднесено. Основниот суд е 2 во Скопје. Да. И сега, вчера, значи, добиено е одговор дека барањето за изземање на судијата е неосновано. И сега образложението е... Не зачудува. Да, образложението е исто такво, какво што е образложението, да речеме, во пресудиве, нели, судијава што ги носи, значи што ги занемаруваат сите докази, дури ги занемарува и вештачења, значи што се направени, баш вештачењата се прават за да се утврди фактичката состојба. Значи, имаме такви 2 вештачења, значи каде што е децидно, а уште за да биде поголема, како да речеме,
причината, основаноста за земање е што споровите кои што се водат за нарушено владење или смеќавање на владење каде што си ти го имаш, значи тие треба да се водат по идна постапка, бидејќи со самото тоа што некој ти го нарушил владењето, дали ти влегол дома, ти навлегол во двор, во овој случај поместена, како да речам, извадена ограда од имот и преместена си зел таму многу квадрати имот тој што го нарушил. Значи самиот спор не се води да се утврди кој има право, туку чие владење е нарушено. Значи, ако некој на тој начин му нарушил некому владење, значи самото тоа е основ дека таа постапка е основана и дека треба тој што бесправно нарушил некој владење, значи да сноси мислам да се присуди во корист на тој на кого му е нарушено. Значи законот му дава заштита на тој на кого му е нарушено. Например, не мора да си собственик на нешто. Може јас под наем во некој стан, под закуп. И додека јас го држам тој стан, јас имам владење. Значи, не мора да е собственикот. Значи, јас можам да поведам спор дека мене ми е нарушено владење, некој ми влегол во станот, ми зел нешто, ми убил врата и така натаму, ми се вселил и така. Значи, самото тоа е основ за таа постапка да оди брзо, да се решава во прилог на оној на кој му е нарушено. Овдека, значи сега... Молам, да. Што се случи во овој предмет? Да, во овој предмет, тој што го нарушил владењето, значи, си почнува си гради на тоа земјиште кај што упаднал на туѓо, да. И сега тужителот води спор и за нарушено владење, можда кривично исто пријава има, бидејќи се оштетени, значи предмети одземени, така натаму уништени во тој имот. И плюс води друга постапка за утврдување право на собственост, значи кој што го владеел 35 години, значи според закон си има тоа постапки која како се води и се. Значи оваа судика не донесува времена мерка да се стопира се. Значи обезбедување непарично се вика тоа. И има под кои услови, а тужителот ги приложува сите докази. Значи дека прво е нарушено владење, ако не го нарушил, тој не може да гради. Меѓутоа, има вештачење, нели, каде било тоа, на кој ден нели, извадена оградата, на кој ден, што се случувало и така натаму. Значи ги има сите докази, за да ја утврди потребата дека таа треба да стопира, да донесе времена мера. Додека не се завршат процесите, да нема да не продолжи градба. Таа не носи, значи вика дека не сторил веројатно тужителот дека е потребно, дека не се нанесува штета ако гради, замисли, значи, тоа стои во пресудата и тоа во првата присуда таа се прогласува за ненадлежна. А таа тој суд е надлежен за времена мера. Одиме на апелација вели да се укинува кај што се прогласува за ненадлежна, надлежен е тој суд. Значи нема друг кој да носи времена мера, значи тоа и наложува дека ти си надлежен суд. Да. Но таа повторно добро надлежна сум, меѓутоа не носи времена мера. И тоа трае 2 години и овој ја довршува објектот со фасада, со се, на 2 спрата, значи, се гради. И сега, поради сите тие околности, што таа не донесува времена, не ги цени доказите кои што се фактичката состојба, туку како и го презентира втората страна, она само тоа го изведува, како да е неизино мислење. И сега се бара изземање, значи затоа што по многу основи и плюс дека е пристрасна.
судијата, председателот на судот, кој што нели треба да одлучува по барањево за изземање, Да. но тоа го наведува, значи пред неговите очи доказите одат каква е состојба, значи што е целата ситуација, за да може и тој да има увид со образложение и добива нели во таа постапка за изземање треба и судијата да поднесе една како одговор, да речеме, нејзино искажување, нели, за што се работи, таа да има. И таа сето она што го навела во нејзината, нели, образложение, председателот на судот го наведува и вели и го заснова неговата одлука, го заснова точно со истите зборови како што таа образложила. Дека се што вика тужителот не е засновано со докази и покрај се што има материјални вештачења, значи утврдени геодети на лице место кај што било нели направено, да не должиме, и дека тужителот е субјективен, значи има субјективни причини поради незадоволство, не е во негов прилог нели одлучено. И демек тоа е субјективна причина, нема причина да бара нејзино изземање, знаеш? Е така, и тоа го наведува председателот на судот во самото решение со кое што го одбива барањето како неосновано. И добива тужителот сега покана за следно рочиште, нели, во кое што пак таа треба да му суди. Е сега, значи Таа пак да суди. Да, и покрај сето тоа, а во многу важна тужба, нели, утврдување право и на собственост, значи, тука се работи за собствен платен имот, значи, кај што има докази еден куп. И сега, сакав да речам, тоа е заклучокот што можеме да го изетеме, во што е, нели, поентата на ова наша и ова денешна емисија. Дека овие спреги направени, значи во државниве институции, особено во судовите, што треба да одлучуваат по прашања на граѓаните, нели, разни имотно-правни и секакви други. Значи, одлуките ги донесуваат надвор од законите. Значи, со незаконито постапување, надвор од доказите со кои треба да утврди материјалната фактичка состојба, вистината, значи тие ги носат заради тоа што се, нели, од некого му е кажано, ќе донесеш таква, или некого отплатил или треба да заштити, или да врви криминалот, нели, да се поврзе кругот со сите таму што се поврзани во тој систем, само заради нивните, нели, или нивните клиенти што ги штитат, од кои имаат корист, во чија корист треба да донесат присуда, значи они така ги носат одлуките, а не како што треба законски. Самите тие, значи самите судии не ги почитуваат, ги кршат законите, го кршат уставот, ги занемаруваат доказите, носат присуди што се спротивни на доказите, а тие треба да ги ценат. Значи во тоа е ужасот на овој систем. Во тоа е најголемата неправда поради која и довербата е мала. Значи не може да се има доверба кога самите пресуди се доказот за нивната незаконитост. Меѓутоа, тие што треба да одлучуваат по вакви барања нели од граѓаните, тие не одлучуваат и по високата инстанца. Значи, самите судови, ние немаме суд кој што праведно ќе пресудува, ќе носи издржани одлуки. Има исклучоци, значи сепак да не генерализираме. Меѓутоа, генерално, и еден случај да е ваков. Значи, тоа е веќе проблем. Значи, тоа е нерелиабилно, недоверливо судство. Значи, тоа е судство кое што не е едноставно, не
функционира како што треба. И веќе тука е проблем, а не еден, значи илјадници, милиони случаи има низ судовите каде што се носат вакви присуди, значи тоа се незаконити, нездржани. Затоа има дисциплински постапки, каде што најтешко е, ако ја прекрши, мислам, законот, има разрешување на судија, има кривична одговорност. Меѓутоа, овде не се процесуираат ваквите барања. Значи, тоа ми беше зборот. Секој делува, презема. Меѓутоа, тој што треба на следната инстанца, еве и апелација, и го потврдува нејзиното решение со истите наводи како што таа ги навела. Значи, тој не прави своја мисла да изрази мислење. Значи, да го даде образложението ново, да, или ново, извинувам, туку само си ги припишуваат, си ги цитираат тие заклучоци и наедноставна работа. Значи, нема ништо што е обработено, што е изведено, што е разгледано, и затоа луѓето некојаш и се откажуваат. Луѓето, сакав да прашам, тој судија, председател на судот, нели? Тој го ставил неговиот подпис, нели, одговора на неговото решение, го ставил подписот. Чим го ставил подписот, тој е одговорен за одлуката што ја донел, а одлуката што ја донел треба да се базира врз доказниот материјал што е пред него и да донеси решение кое што ќе биде подкрепено со документи. Зар немаат тие луѓе совест и одговорност дека еден ден ќе одговараат за ова, мислам, начинот на кој што тие работат? Или можеби во нивните мозоци не можат да размислуваат за тоа дека еден ден ќе дојде крај на сето тоа што го прават. Не само за него како председател, туку и за таа судиката, нели, што првично го донела тоа решение. И многу други, по други предмети, нели, оти ова се случува на големо. Да. Зар не размислуваат дека ќе бидат одговорни? Мислам, мислат дека тие се на власт и дека никој ништо не им може. За се има крај, зар не? Крајот ќе дојде. Точно тоа е прашањето, значи за нормален човек, разумен, кој што навистина функционира како што треба, значи ова е несватливо. На тој начин да се има толку кратка памет, значи толку, како да речеме, едноставно тоа е нешто навистина пореметување. Тоа е некоја извитопереност, а таквите ги имаме во институциите. Значи, тие си го градат нивниот, може би, рейтинг, самите, нели, си се, како да кажам, воздигнуваат, си се пофалуваат, си се унапредуваат. Меѓутоа, тоа едноставно е виштачко. Тоа, како што велите, ќе престане еден ден. Значи, нема да трае тој круг. Меѓутоа, тие веќе пореметено веќе размислуваат, значи делуваат колку и да трае, која ми е мене добивката, колку ќе изгубам, колку ќе добиам, значи си калкулираат веројатно и тука им е нели решено за нив. Меѓутоа тоа е стварно нешто несватливо и затоа е тешко, значи во тој систем да добиеш нешто друго. Затоа што сите на тој начин размислуваат. Сега, ако одиме погоре да го разгледаме ова, нели, што е всушност суштината, значи, според мене, можен еден одговор би бил дека точно тој систем и таков ги генерира, значи ги продуцира и тие кадри и на некој начин тој
тешко ги осакатува. Значи, тие веќе имаат големи длабоки резови. Значи, тие се оперирани, ама и реално, како да речем, не само што велиме оперирани се од сепа и од срам, на вистина, тие веќе го имаат тој систем градено во себе и веќе тие не се обични, достојни, да речеме, луѓе пред се личности, па потоа и суди. Значи, тие се длабоко сакатени. Значи, тоа се извитоперени личности, како што велите, го даваш својот подпис, тој треба нешто да те на некој начин те представува, те обврзува, тој одговорност, меѓутоа тие го немаат тоа. Не само него што го обврзува, Ана, туку тој е представник на судството. Така, тоа сакам да Што кажам. значи тоа? Што вели тоа за тој како представник со неговиот подпис го застапува самото правосудство. Така да статусот нивни е скоро нула, може би испод нула е, ако анкетите покажувале дека е околу 4 или не знам колку проценти. Така, точно, и И нема тоа го никаков знаеме. Тие податоци беа објавени. Критики од овие што се кобајаги стратешки партнери, нели, што ги сметаат овие што се на власта, знаете за кои зборуваме, оние од калето, што се и тие ги критикуваат, дури и велеа дека милиарди долари вложиле во судството да се реформира, не знам што. Каде се тие милиарди долари? Дали ги вложиле и каде ги вложиле? И зошто не превземаат никакви мерки, никакви мониторинг не прават. Туку тоа се лага, пропаганда, дали вложиле пари или не, и ако вложиле, каде се тие извештаи? Очит, нели? Зошто нема подобрување? Така, и нас не интересираат парите, нас не интересира правото. Значи, заштитата, да си ги оствариме, да си ги уживаме нашите права, и ако никој ни ги крши, значи се знае зошто е таа институција. Нас пари не интересираат, и еве, овој што е еврокомесарот Гир го слуша вчера, значи, тој изрично кажува дека се што е нели правено, не е направено како што треба, ниту е спречена корупција, ниту сме близко до тоа пак да има резултати некои. Значи, тоа е на сите ни е јасно, меѓутоа овие системи, спреги, коруптивно-криминални, значи се уште функционираат и не може да им доскочи ни друг, да речеме, може, меѓутоа се оставаат да не доуништат. Тоа е најболната вистина, што ние треба сега од тука веднаш да се поставиме, да не бидеш понатаму, нели, како се вели, малтретиран, да се едноставно врз тебе, врз нас, врз народот, да се случуваат нивните тие нездрави, како да речеме, осакатени личности, да носат одлуки во име на народ или да одлучуваат за наши права. Тоа не смееме да го дозволиме. Може да се одлучува за нив што сакат, нека си прават. Значи, тие едноставно мораме ние да ги поразиме, мораме ние да ги уништиме во најблагородната смисла на зборот, затоа што тоа го загрузува секој граѓанин и човештвото. Значи, во таков момент, во такава состојба се овие наши институции, особено правосудните. Еве, например, во однос на Коридоров 8, што се донесе специјалниот закон, значи уште во 2021 е оспорено од Државната комисија за спречување на корупција. Подпишана е председателката, со кое што поднесува иницијатива до Уставен суд да се преиспита законитоста и да не се донесува тој закон. Уставниот суд ја отфрла иницијативата и се доносува закон со посебни привилегии што крши и устав и закон и се,
А кој е председател на Уставниот суд? Добрила Кацарска, што беше, знаеме која. Значи, само ја премести од едно друго место, значи, тие врзани садови, а ги имаме кои се, значи, овдека ќе зголемуваме црната листа, да се покаже дека и покрај тоа што народот се бори, значи се бори, си имаш, си поведуваш постапки. Меѓутоа, тој што треба да ти суди за твоето право, од напред, значи, ќе со намера да едноставно донесе спротивна одлука. Дали тоа треба да го допушти народот? Дали тоа треба да чекаме уште да се случува? Значи, за обично изземање за судија, значи, се утврдиле некои неправилности, мора да има законот ти овозможува, како една странка, во овој случај тужител, значи тебе што ти е нарушено, да имаш можност председателот да ти додали друг судија, без оглед дали он мисли така и дали. Меѓутоа, доказите кажуваат дека таа суди спротивно. Значи, самото тоа е доволно да овозможи во еден демократски систем да ти го смени судијата. Да. Ете, значи тоа е прв израз. Овдека те осудува таа, значи да ти одлучува во твој предмет, каде што до крај, значи тој криминал, корупцијата што стои за тоа, ќе го изврши над граѓанинот. Ана, еве една порака ќе ми испратиме на председателот, нели, за судскиот судот број 2 во Скопје или председател на целото здружение? Тој е председател на Основен суд Скопје, да, граѓанскиот суд се вика Илир Сулејмани, ми се чини. Добро. Значи да кажеме дека за него тој е и реизбран. Значи сега му е втор од 4 години мандат како председател, затоа што се покажал добар, затоа што бил еден од судиите со најголем интегритет. Меѓутоа може да замислиме во која смисла е тоа. Зависи кој му ги дал тие Пред кого се докажал, зашто се докажал и каков интегритет има. Тоа е веќе прашање. Според оценките на луѓе што имаат постапки како тужители и така натаму, изгледа дека тоа лице ќе треба да сфати дека народот знае кој е тој, и не само тој, туку и другата што е судиката и другите судии. Народот ги знае имињата нивни и дека тие треба да знаат дека народот ги знае имињата и дека ако не сакаат, тој и неговата колешка и останатите кои што не донесуваат одлуки според уставот и според законот, за да не бидат на нашата црна листа, можат слободно да си се повлечат од тие функции или пак да почнат да работат според законот и според уставот. Нема друг избор. Иначе, поразот и погазувањето доаѓа. Готово. Почуваме со црните листи и не може ова нешто да се поднеси. Ова е ги помина сите граници, да речеме. Така да, господине, како му беше името, знае кој тук. Илир. И таа што донесла првичната одлука и што повторно ќе го преразгледува тој предмет, ве молиме, можете да си се повлечите од тие функции, да се извините во писмена форма и најдете некое работно место каде што нема да донесувате такви одлуки, каде што ќе го служите народот, ако сакате да работите во државни институции. Ако не, можете лесно да се преместите или преселите во некоја друга земја, каде што владее незаконот, неправдата. Оти за тоа се изгледа дека ги имате сите особини. Таа друга земја се вика затвор. Таму, затвор во Идризово или негде ако се изградат нови
затвори. Јас би, по моje мислење, би им посакала да ги снема од Македонија. Скроз да ги снема, нели? Да не постојат во Македонија, неко одат во... Така, и тука мораме, деление ова дружности. точно го кажавте, нема повеќе, и од тука, значи, против нив, народот е најголемиот нивен непријател. Значи, оправдано, со правдата, со Да. се она што неправедно, значи, тие го прават. Тие ја тоа- створиле, Да, предизвикаа без војна тоа и што мора тие сега... си се, да, оправдуваат меѓу себе, меѓутоа во народниот систем, во народното суство, како што треба да биде, кај што И ќе ќе се биде, почитуваат и ќе уставни биде. закони, нивните пресуди, што самите се огледало на нивното криминално коруптивно делување, си се самите доказ по себе. Те си Да. се отворат и ќе си се суди. Значи, не може тоа во недоглед да продолжи. Да. Тоа е Апсолутно недозволено, не. тоа е Сите наше тие право. што се против народни, против човечки политики, регулативи и така натаму, дали се однесува на образованието, на правосудството, полицијата, стопанството, градежништвото, сите аспекти на животот. Нашиот народ е погоден заради тоа што на власт, нажалост, се лица кои што се нелица, или како што Мирка Велиновска ги опишува, дегенеративци. Дегенеративци на кои што лек. Да, Лек или доживотна робија. Она што го заслужиле, се разбира, ќе го добијат. Не сум јас судија, нити адвокат, но како новин, слушајќи ве вас, слушајќи ги патештествијата на многу други наши луѓе и читајќи ги и следејќи ги медиумите одовде од Мелбурн, од Австралија, ги следиме медиумите и вестите, така да можам да ви кажам лесно да споделам сега со вас, страм му е на нашиот народ да зборува за оваа Македонија сега што ја создадоа овие во така наречена Северна. И сите ние се спротивставуваме на тој збор овде во Австралија. Не сакаме тој збор да се воопшто спомни, нити евидентира некаде. Одма се спротивставуваме. Точно е, да, затоа што е против волјата на народот, значи тука референдумот си го кажа, народот, народната волја не е спочитуван и мораме ние да не го почитуваме, значи сето тоа што е нелегитимно, нелегално, особено Северна. И јас на мојот син му кажа, значи видов дека во едно таму работа на час, кога нели за Републиката нешто требало да се напише, тие препишувале од табла, веројатно била задача, Република Северна Македонија. Значи, без оглед, велам, што пишува наставничката и дали тоа е материјал, нели, кој што таа мора да го предаде, значи, знаеш дека македонскиот народ никогаш не дозволи и нема никогаш Северна во ништо да употребуваш, да пишуваш, затоа што тоа е незаконски, противуставно. Ако треба нешто, ако каже, рече, со моите родители ќе дојдат, ќе поразговарате, затоа што ние едноставно, така како македонци, сме си поставени и не употребуваме Северна. Значи, мора да се делува на тоа рамниште, на секој рамниште. Не е ни вистина дека сме од некоја си измислена земја. Но никогаш не било во нашата историја да се даваат такви придавки, нели, да се опишува една територија за земја која што постои илјадници години. Така да, тие што ја следат и ја слушаат оваа програма, можат слободно да се јават ако нешто ги загрижува
или пак да се организираат заедно со други родители, заедно со други луѓе кои што имаат проблеми со правосудниот систем и превземат мерки. Не може да се чека од други луѓе. Србија нема да не спаси Црна Гора, Хрватска не спасуваат, од Бугарија се знае што мисли на Македонија, Грција веќе сега за сега молчат, оти ја добија нашата историја и плюс целата територија што ја имаме, нели, од 13-та што ја тие окупираат, така да мора народот и способен е народот да превземи мерки. И со обзир на тоа што, нели, поминавме низ овој период на така наречена пандемија и вакцини и сето тоа, можеби од една страна е оправдано, луѓето не може да размислуваат, затоа што ако повеќето се вакцинирани, се соочуваат со здравствени проблеми. Меѓутоа, тоа треба да помини, нели? Треба да се освестат и да си го чуваат здравјето и да преземат мерки кои што ќе бидат во корист на нивните деца. И не само за децата, туку и за нив лично, и татковината како татковина на македонскиот народ. Македонија на македонците. Така е, и тоа е вистината, дека македонскиот народ е овдека загрозен, уништен, избришен и е дискриминиран. И тоа е наше право, ние собствениот устој да си го заштитуваме, и тоа не може ниту еден договор, ниту било каква друга агенда или се што е договорено помеѓу моќници или фактори да одлучува за мене дали јас ќе бидам македонка или нешто друго како на некој му одговара. Значи, тоа едноставно е прашање кое што не може да се поставува. Значи, тоа е аксиома на нашето постоење, а Македонија е земја на која припаѓа на македонски народ прво. И секој кој што е тука роден, кој што е лојален, може да си ги остварува правата. Меѓутоа, не врз нашијата непостоење. Точно така. Така да, имам доверба во нашиот народ, способен е, мудар и може да се организира и да превземи мерки. Ние од наша страна, од Австралија, ја даваме и други пати, јас ја имам кажано ова работа, дека ја даваме нашата целосна подкрепа. Не сме таму, нажалост, нели, може да дојдеме на посета, али знаете дека мислиме на вас, ве сожалуваме исто така, жал ни е за тоа што се случува, ама битката треба таму да се води на тоа поле, со наша подкрепа морална, финансиска и како што треба, нели, на било кој начин, треба да бидеме добро организирани и да превземеме мерки. Се од нас зависи, од никој друг не зависи. И затоа и ова програма, нели, на ТВ каналот Откритија, за да се запознаете, за да научите што се случува, да не известите вие ако имате некакви проблеми, за да можеме да ги расправаме и да споделиме тие информации со цел за да се македонскиот народ заслужил да живее во таа прекрасна земја Македонија. Ние не знам колку добро сваќа, колку е толку убава и света таа земја наша. Дека она што е свето, она што го сакаме, мора да го чуваме. Мора, не сме се дозволи подолба на Македонија, како што беше во 1913 и пред тоа. Не. И да се справиме со тие што се внатре, што ствараат проблеми, иако се толку, нели, длабоко влезени работите, сепак има решение, парадигма на ново време, вие велите. Ана, и мене ми се допаѓа многу поим. И вие го велите, и многу други во светот го велат, кои што гледаат позитивно на работите,
затоа што може ние сме мнозинството, тие се мал број. Може би сега се на власт, да, прават се уште штета, меѓутоа ќе им дојде крајот на тие луѓе. И историјата нема да ги памти за добри дела, историјата ќе ги памти за се она што е лошо и против човекот и против Господ Бог. Имаме нешто друго да спомниме пред да завршиме емисијава? Па ова беше многу убав заклучок, дека сепак останува на нас и во нас е слободата и моќта да го направиме тоа што треба и нема невозможно, туку само да се тргне кон тоа. Чисто околу ова кое што го демистифицираме, така да кажам, што е проблемот со овој коруптивен криминален систем што насилно наметнува и владе. Како што рековме во институциите кои што се така сите поставени за да може тоа да функционира во нивната намера, во нивната концепција, така и од друга страна и ги расипува, рековме, на некој начин ги извитопирува, ги сакатува, веќе тие не се луѓе со здрав капацитет, потенцијал. Исто така и партиите, значи како субјекти, начинот на кој што се формирани, начинот на кој што делуваат, значи праксата на партиското делување и исто така од истиот корпус. Значи тие се во тој круг опфатени, ограничени во својата потполна, значи полна слобода и мисла и се фатени, дури може и несвесно некој веќе функционира така, значи се сведени, редуцирани на ниски нивоа, каде што партиското е она што му го обликува и умот и днината на некој начин, погледот на светот, каде што мали се можностите нешто да сакаат и да гледаме, не може да сменат дали председател или одбор или така натаму. Значи гледаме дека немаат моќта луѓето како членови кои што ќе треба да унапредат, наречеме од таа партиска позиција и самите партии им нанесуваат сега, ги осакатуваат своите членови. Значи сите тие партиски што се луѓе се и тие уништени од самиот овој начин, модел, значи велиме од старата парадигма што влада и таму. Значи ние доаѓаме во комуникација, во контакт со луѓе, дали се тоа председатели на политички субјекти или членови, или председателство и така натаму, особено оние кои што се долгогодишно партиски ориентирани, па и оние поновите кои што на тој начин или партиски размислуваат, веќе дефектите во личноста, во структурата, во начинот на мислењето, на односот, особено кон народот, се многу очигледни и поразителни се. Бидејќи исто, ајде ќе се навратам, не сакам да биде тоа злоупотреба или да прозивам, меѓутоа бидејќи како пример е во изјавата на ова професорка од ВМРО ДПМН комисијата, значи ја слушнавме на кој начин, значи тие не се од народот, така се доживуваат, туку како нешто кое што е наспроти него, кое што треба да му ја формира сликата или да му се обрати, нели, како на некој друг, а не како да се чувствува дел од него. И тоа е најголемата прва неправда.
што се нанесува на овој народ, затоа што тие се поставени на некое друго ниво, кој што ја реобликува нашата реалност, имаат начини да делуваат, меѓутоа во тој систем во кој што нема интенција за нешто напредно, за нешто развојно и слободно, креативна мисла, значи нема други можности. И затоа е поразително, тоа сакав да речам, значи во самите партии и во самите институции, начинот на кој што на овој начин се владее, тоа е нешто што не му е потребно на народот. На народот му треба нов систем, значи нов приод, новата парадигма тоа го носи, да се ослободи од овие наметнати неприродни, што се антинародни системи и стеги, каде што се удоволува на тој владеачки слој или таа група, или позиција или опозиција, меѓутоа тие се одлепени од народот, тие не можат, тие не го разбираат веќе, затоа што самите се оштетени од тој систем. Ги немаат сетилата, ги немаат чувствата за да воспостават правилна комуникација, релација со самиот народ. Значи, тука е најголемиот проблем што ние го доживуваме. Што не можеме да се собереме, што не можеме да се организираме, што има упад од самите тие луѓе кои што едноставно не се достојни за народни представници или за институции или функционери во институции кои што се од јавен интерес, значи од да го заштити народот, државата, поединецот, граѓанинот, значи тие се потиставени наспроти нас и ние не можеме да трпиме таа диктатура, тортура, геноцид, малтретирање и мораме да си го дадеме нашиот народен одговор. Тоа сакав да додадам, бидејќи тоа ни се случува за жал и ние не сакаме да бидеме дел од тој систем кој што ги оштетува луѓето. Што има показатели, примери има на очигледно беше реакцијата и однесувањето на лицето што беше во програмата на ТВ Алфа. Не зборувам за Драгана, туку за другото лице, професорката. Разликата помеѓу одговорите што таа ги даде и она што ги даде, оние одговори што ги даде Драгана Спасевска. Можеме самите да видиме мислам околу Драгана, која што е застапник на иницијативата, граѓанската иницијатива, учебници мора и настава мора да има, и други организации, незиниот однос, незиното знаење, незиниот контакт со родителите, со наставниците, со другите воспитувачи, со децата, нели? И она која што ни ја презентираше професор доктор Јаневска, ми се чини се викаше, да. Така да, и верувам дека има многу такви други луѓе како Драгана Спасевска, Ивас, Ана Бобинкова Мијаковска и сите други кои што се околу вас, со вас, кои што работат за доброто на нашиот народ и за доброто на нашата држава, за новата парадигма. Тогаш преостанува од мене да ви се заблагодарам за вашето внимание, почитувани наши слушатели и гледачи. Се надеваме дека го задржавте вниманието. Две теми вечерва ви представивме и уште еднаш ве охрабруваме да бидете слободни, размислувајте слободно и правете оно што мислите дека е добро за вашите деца и за вас и за нашата татковина. А ние пак ќе продолжиме и понатаму со овие озбилни, нели,
теми, каде што ги откриваме сите тие нешта што не се во полза на нашиот народ и нашето општество и во светот општо гледано. И останува на вас да ги превземете мерките што сметате дека треба да бидат превземени врз основа на ова што ние ве известуваме и за доброто, како што реков многу пати, за доброто ваше и за доброто на вашите деца, на нашите идни поколенија, на нашиот народ, македонски народ и нашата татковина Македонија, да ни биде вечна. Благодарам на убавите завршни зборови и поздрав до сите македонци, и јас само ќе додадам дека сите ние како народ, особено како македонски народ и македонци во Македонија и во светот, ќе бидеме клучните чинители, активни учесници во новата парадигма за новото време. Токму од овие позиции, значи како македонци, поединци, како еден дел од македонскиот народ, кои што имаме високи цели, заложби за нашиот обстој, за нашата светла иднина, а кои што се совпаѓаат со заложбите за спас од уништување на човекот и на човештвото. И тоа е нашата најголема придобивка и позиција што како македонски народ ја имаме во следните периоди. Се надевам дека во времето во кое живееме и дека и ние постарите што сме, ќе го доживееме да се реализираат сите тие заложби и новата парадигма да едноставно биде имплементирана во сите нас. Од мене Силвана Павловска, од Ана Бобинкова Мијаковска, до слушање до следниот четврток. До видување, се најубаво. И на вас исто.